Македонија утре се простува со жртвите во Кочанската трагедија. Колективно ќе бидат погребани сите 59 жртви во несреќата која досега кај нас се нема случено. Според генералниот протокол, погребот најпрво ќе започне во Штип, кој во трагичната ноќ изгуби 5 млади животи. Телата на двете најмлади жртви, Дамјан Таневски и Филип Ивановски, од 9 до 11 часот ќе бидат изложени во градскиот соборен храм Свети Никола, а телата на Филип Стевановски и Александар Коларов во црквата Успение на Пресвета Богородица во истиот термин. Телото на петата жртва, Александар Ефремов, ќе биде изложено во градската капела. Во периодот од 9 до 11 часот сите ќе можат да изразат сочувство на починатите, а поради очекуваното масовно присуство, сообраќајот од Ново село до 4-тиот километар на патот до Радовиш ќе биде блокиран за сообраќај. Учениците и сите останати до гробиштата ќе бидат превезувани со автобуси, кои во повеќе наврати ќе циркулираат. Опелото ќе го одржи брегалничкиот митрополит господин Иларион со свештенослужители, а погребот ќе биде на иста парцела. 9 жртви ќе бидат погребани во општината Чешиново Облешево. Најмногу жртви во трагедијата има Кочани, каде утре ќе бидат погребани 31 жртва. Во Виница, Македонска Каменица и Струмица ќе бидат погребани по 1 жртва, во Скопје 2 и Пробишти 3 починати лица. Опелото за сите починати, освен во Кочани, каде поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, ќе го одржи брегалничкиот митрополит господин Иларион. Според Центарот за управување со кризи, кој е организатор на протоколот за погреби, распоредот е следниот: 11 часот градски гробишта Штип, 12 градски гробишта Кочани, 13 часот гробишта село Облешево и погреб на починатиот полицаец во Пробиштип, 15 часот погреб на младите жртви во Пробиштип. Останатите погреби во Македонска Каменица, Виница, Струмица и Скопје ќе бидат извршени со различни временски периоди во текот на утрешниот ден.